Во студиото зборуваме на тема дислексија, колку ја препознаваме и колку е честа оваа појава. Славица Тасевска-Николовска утро е гостин во емисијата Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. Темата ќе ја почнеме со општи прашања со цел да им ја доловиме на гледачите. Што е тоа дислексија и кои се симптомите? Така. Дислексија е една комплексна состојба. Веднаш да напомнам дека е состојба, значи не се работи за болест. Состојба при која луѓето различно ги процесираат информациите. Едноставно различен стил на размислување. Различно ги обработуваат податоците и таквиот начин создава пречки најчесто при читањето. Може да создаде пречки при пишувањето. Меѓутоа, од друга страна, пак носи други одредени дарби, таквиот начин на размислување. Значи, различно се манифестира кај секој човек, токмур заради тој различен начин на размислување. Симптомите се обично испуштање на букви, не можат течно да читаат, монотоно читаат, едноставно се она што е поврзано со процесот на читање. Карактеристична е за помладата популација или не бира години се појавува кај сите? Претпоставуваме дека е најкарактеристична кај децата. Не, дислексијата е состојба, едноставно човек се раѓа со таков начин на размислување. Значи, таа си е состојба и си останува до крајот на животот. Меѓутоа, не е нешто негативно, она што е важно е да се напомене дека таа носи многу таленти, меѓутоа треба да се откријат. Да, треба да ја препознаеме кај децата, меѓутоа ако еден човек размислува на тој начин, тој и на возраст, на поголема возраст ќе го има тој стил на размислување. Значи не поминува сама од себе. Не, значи овде можеме да зборуваме само за корекција на тешкотиите што ги создава таа состојба. Колку оваа појава, оваа состојба е проблем за децата кои што се наоѓаат нели во најсуптилната и најфрагилната фаза од развојот на едно човечко битие? Па секако дека е проблем. Кога не може да ги достигнат вештините кои што вообичаено го достигнуваат децата на нивна возраст, се разбира дека тоа станува проблем. Затоа е и многу важно да се препознае кај децата, едноставно да не се создадат фрустрации заради нивните неуспеси во однос на читањето или пишувањето. Секако дека е проблем и треба да бидеме внимателни, значи да им се помогне на децата во однос на тоа. Следното прашање беше дали тие се чувствуваат запоставени, дали се чувствуваат различни и кој треба да им помогне на децата. Вие сте еден пример, дури имате сменето и професија, професионална посветеност со цел да помогнете на детето. Да, значи дислексијата фактички кај децата треба да се препознае во училиштето. Секако дека и родителите треба да бидат внимателни на одредени знаци. Меѓутоа, училиштето сепак треба тука да ја одигра главната улога, пред се да ги препознае. А понатаму и начини на кои што може да им помогнат. Јас можам да кажам дека имаме голем интерес кај наставниците. Досега многу наставници ги посетија семинарите кои што ги одржуваше Сдруженијето за дислексија. Значи, одржани се повеќе од 60 семинари, повеќе од 10.000 граѓани се обучени, така да можам да кажам дека веќе наставниците имаат информации за дислексијата. Ако самите тие не присуствувале на семинарите, сигурно дознале од нивните колеги кои што биле присутни. Значи, тоа е тоа. Во секој случај треба внимателност да им се помогне со тие тешкотии со кои што се соочуваат. Првиот контакт на децата со животот се родителите, вториот контакт образовните установи. Како треба прво да реагира еден родител кога ќе увиди или кога ќе му биде кажано дека неговото дете се соочува со дислексија? Да, како што кажав, треба и родителите да бидат внимателни. Значи, доста зборуваме за дислексија во последно време, треба и самите тие да препознаваат. Меѓутоа, секако дека не сите родители се упатени
и не сите еднакво реагираат кога од училиштето ќе им биде укажано. Сето тоа е заради недоволно познавање на самата состојба. Кога би знаеле повеќе за состојбата, значи тие ќе имаат повеќе и разбирање за детето и на тој начин ќе може и повеќе да му помогнат. Како да се информираат родителите за оваа состојба? Родителите постојано се одржуваат семинари, Сдруженијето за дислексија Ајнштајн одржува постојано семинари, треба да присуствуваат и мислам дека малку треба повеќе улога да одиграат и институциите, значи повеќе интерес од Министерството за образование и едноставно повеќе кампањи да се направат за запознавање и на родителите. Како кажавме како треба да реагира родителот, а како и што треба да преземат и како да реагираат представниците на образовните установи, значи наставниците, професорите и така натаму, кога ќе се увиди дека едно дете се соочува со оваа појава, односно состојба, дали тоа треба веднаш да биде изолирано или кој е процесот на однесување кон него? Да, значи она што може еден наставник да им помогне на децата е промена на однесувањето. Значи повеќе разбирање за тие деца, не треба некои посебни програми, значи само да се промени начинот на однесување. Значи да му се даде да се забележи прво дека детето има проблем, да му се даде шанса да речеме повеќе време на тестот, да избере детето дали ќе одговара, дали проверката на знаењето ќе биде на писмен начин или усно, значи како важно е да се извлече знаењето од детето. Значи само една промена во однесувањето, а тоа е само доколку ја познаваат самата состојба. Во текст се уписите нели на учениците во Македонија, колку кадарот е обучен практично кај нас да го препознае ова како состојба кај децата? Видете, кадарот не е обучен од страна, да речеме, на организирани курсеви од страна на Министерството или Бирото за развој на образованието. До сега наставниците се упатени само преку семинарите на кои што присуствувале. Доста од нив веќе ја препознаваат состојбата, меѓутоа треба повеќе. Треба повеќе за да може и родителите да ги информираат и навреме да им се понуди помош на децата. Децата кога ќе се соочат со фактот дека имаат некаков проблем, дека нешто им се случува, како понатаму, сепак тие треба да бидат дел од редовниот образовен процес и треба да им се овозможи во наводници или нормално се разбира, сите треба да имаат нормално образование, меѓутоа треба да им се овозможи непречено до образување и непречен процес на посета на образовната институција. Треба да бидат вклучени апсолутно и максимално во образовниот процес. Претпоставуваме дека тоа е единствениот начин на кој што може да им се олесни да влезат во образовниот процес и да допре до нив знаењето кое што треба да допре. Видете, децата со дислексија не се разликуваат нешто многу од останатите деца. Значи, навистина треба посебни вештини за да се препознаат тие деца. Не треба посебни образовни политики за нив, меѓутоа, она што одговара за децата со дислексија, ќе одговара и на сите ученици. Јас тука морам да дадам малку критика и на самиот образовен систем. Премногу ги оптеретуваат децата, уште во прво и второ оделение. Значи, сега не може да зборуваме дали имаме повеќе деца со дислексија, значи дали е зголемен бројот. Јас би кажала дека е зголемен бројот на деца што имаат тешкотии со читање. Сега тука има многу фактори. Јас, например, доаѓаат кај мене, бидејќи работам со деца на корекција на овие состојби, доаѓаат родители кај мене и кажуваат во второ оделение диктат 3 страници. Значи, тоа ќе создаде една одбивност за самиот процес на учење кај било кое дете, а особено кај децата со дислексија, кои што ќе си создадат своји механизми за да се заштитат од различни етикети кои што им се ставаат.
Значи не треба никакви посебни мерки, само малку адаптација за стилот на нивниот стил на размислување. И се разбира, треба да се работи на моментот почит кон децата кои што се во ваква ситуација, еден психолошки, педагошки ефект и на останатите деца со цел да не биде маргинализирано тоа дете, затоа што во претходната тема зборувавме и видовме што се случува кога најмладите ни се изолирани, кога до нив не допираат основната топлина, љубовта, пријателството од семејството, па потоа пренесено преку другарчињата, нели, пријателите. Значи треба да се образуваат и останатите деца, да им се даде знаење дека овие деца кои што се соочуваат со ваква состојба се едноставно дечиња, исто како нив. Точно така, значи неретко овие деца... Затоа што многу често во нашето општество, кое што се уште има предрасуди, се уште владаат кај нас предрасуди, знае да ги нападне личностите кои што имаат каква било потешкотија и знаат тие да бидат исмејувани. Од таа причина велиме дека би требало да им се каже дека треба сите дечиња да бидат подеднакво прифатени во друштвото. Токму така, значи тоа е улога и на родителите и на наставниците да ги упатуваат и другите деца. Значи, неретко на овие деца многу често им се ставаат етикети, дека се мрзливи, дека не се трудат доволно и сето тоа, што не е така. Значи, ако се работи за дислексија, тоа не е така. Треба некојаш да ги слушаме. Неретко се изложени на булинг, значи многу случаи заради нивната различност. Едноставно различно размислуваат и може да не се вклопат со останатите дечиња, тогаш се отфрлени од страна. Значи, што повеќе обуки, што повеќе запознавање со самата состојба, значи, за да се избегнат ваквите проблеми. Како човек кој што се соочува со дислексија и како човек кој што знае дека читањето и трудот и работата е единствениот начин да се надмине или да се ублажи оваа состојба, колку е важно читањето за едно дете и што представува тоа во развојот на децата? Значи, читањето знаеме дека е многу важно, меѓутоа треба да имаме во предвид сега новиот начин на живење. Децата се постојано изложени на модерната технологија. Особено е важно и кога зборуваме и за образовниот процес. Значи, во училиште треба пред се да ги учат како да ја применуваат модерната технологија. Затоа што сведоци сме децата од сега уште се од малечки се изложени, значи им се дава телефонот во рака. Значи треба едно такво прилагодување. Какви активности има вашето здружение Ајнштајн? Не случајно претпоставаме е избрано името. Кажавте на почетокот дека овие деца имаат своја визија за животот, дека имаат своји таленти. Кои се активности ги имате во обидот да го доближите ова случување или ова појава, да ја доближите до општеството? Па вака, Сдруженијето активно работи. Еве оваа година се навршуваат 10 години од постоење на Сдруженијето. Навистина се направени многу активности. Пред се почна со подигнување на јавната свест за дислексија, да се запознаат луѓето каква состојба е тоа. Потоа се организираат многу обуки, многу семинари и она што е најинтересно и најкорисно, спроведе проект преку за онлайн курс, онлайн обука за сите наставници и родители, за сите заинтересирани, бесплатна обука, онлайн обука, која што може да ја користат буквално сите. Така да мислам дека веќе нема изговори да се каже дека некој не е запознат со дислексија, едноставно овозможена. Така да доста активности се направени и има уште да се работи. Секогаш може подобро, секогаш може повеќе. Имаме ли некаква статистика, некоја бројка, показател колку деца во Македонија се соочуваат со оваа појава? Па вака, Сдруженијето спроведе едно истражување и тоа во средните училишта. Тука доаѓаме до оној момент дека не е тоа само состојба што имаат децата, значи тоа е природна состојба на одредени луѓе. Во средните училишта е спроведено и тоа на голем број на испитаници, над 2000 испитаници, така што се добија некои податоци, значи тоа не е официјално. Дислексијата е малце покомплексна, меѓутоа врз основа на прашалник кои што го користат и други европски држави, излезе дека
околу 12% во просек дека може би се соочуваат со дислексија. Значи, испитување направени кај средношколците. Интересно е тоа што се добија различни податоци, да речеме, во стручните училишта и во гимназиите. Во гимназиите е помал процентот, додека во стручните училишта е поголем. А тоа произлегува од таму што децата со дислексија не може да постигнат многу висок академски успех заради тешкотиите што ги имаат, така да едноставно немаат можност да се запишат, да речеме, во гимназиите, подат во стручните училишта. Се решаваат за полесниот пат, за полесниот пат, да. Што не би требало да биде случај. Има ли интерес кај родителите, се јавуваат ли на вашите повици, на семинарите, доаѓаат ли, рековте онлайн, има ли интерес за пријавување на овие обуки? Повеќе интерес има од страна на наставниците, треба уште многу да се работи за и родителите да се зголеми таа свесност и кај родителите. Меѓутоа има се почесто родителите, значи ја препознаваат дислексијата кај своите деца и се обраќаат за помош. Следното прашање беше за органите, општествените органи, како тие ги прифаќаат вашите обуки, зборуваме не само за наставниците индивидуално, туку и генерално за школите, училиштата, за министерството и слично, како тие реагираат, имате ли соработка, на кое ниво е? Вака, воглавно, досега соработката е повеќе со општините, каде што се склучуваат договори за примена на оваа обука што ја направи Сдруженијето. Тоа беше преку проект Еразмус во партнерство со Латвија, Унгарија и Италија. Значи се направи тој курс и значи со одредени општини се подпишани договори каде што овој курс се препратен во училиштата за да го проследат сите наставници. Меѓутоа би било добро, значи кога тоа би се решило и преку министерството, да овој курс стане задолжителен буквално за сите наставници. Тогаш би имале една многу подобра состојба, порано препознавање, а со тоа и помош за ученици. И со тоа и поздраво општество. Колку соработувате со меѓународниот фактор и колку тој придонесува да се одржи оваа ваша идеја, да постои оваа ваша идеја која што ни е неопходна? Токму така, значи сите овие поголеми проекти што ги спроведе Сдруженијето, што се навистина од голема корист за општеството, за наставниците, за родителите, спроведени се преку проектите Еразмус, значи на Европската Унија, соработката со и влечењето на искуства и од другите држави исто така е корисно. Значи сега Сдруженијето спроведува и уште еден, помалку зборуваме за таа состојба, за дискалкулијата, меѓутоа и таа наскоро ќе има, мислам, ќе има повеќе информации за неа со спроведување на овој проект.